Добар ден, драги ученици! Овој видеозапис е наменет за ученици од 6-то одделение по предметот техничко образование. А наставната содржина е елементи за пренос на сила и движење и нивна примена. Што ќе научиме денес? Денес ние ќе научиме што е тоа механизам, поделба на механизмите и нивна функција и примена на механизмите во секојдневниот живот. Ние сме обкружени со голем број на механизми, но што се тие механизми? Тоа се конструкции составени од повеќе елементи кои се движат и извршуваат некаква работа. Механизмите за пренос на сила и движење можат да бидат едноставни и сложени. Едноставните механизми се механизми кои обезбедуваат механичка предност и ја олеснуваат човековата активност. Такви се лостот, макарата, осовина, завртка, клин, коса рамнина. Додека пак сложените механизми се составени од повеќе елементи кои заедно извршуваат определена работа. Такви се ременестиот механизам, запчестиот и синџирестиот. Нивната функција е да ја зголемат или намалат силата која се применува врз нив, да ја пренесат од едно на друго место и да го претворат движењето од еден во друг вид. Например, од праволиниско движење во кружно движење и обратно. Лост. Лостот можеме да го користиме за подигнување на предмети, чија тежина е многу пати поголема од силата со која действуваме ние. Главни елементи на лостот се товарот или отпорот, подпорната точка и силата која ја применува. На сликите се дадени примери за лост. Девојчето применува сила врз прачката, која се потпира на подпорната точка, која треба да е што поблиску до товарот, за да се зголеми применетата сила и предметот да може да се подигне. На овој слайд имаме друг пример за лост, а тоа е клештата. Врз рачките применуваме сила, подпорната точка е местото каде се потпираат двата дела од клештата, а на врвот е отпорот, односно извршената работа. Ножичките, оревокршачот, пинцетата, клацкалката, рачка од врата се други примери за лостови кои ги среќаваме ние во секојдневниот живот. Макара. Макарата помага за подигнување и спуштање на предмети на одредена висина. Со употреба на повеќе макари може да се подигнат и потешки товари. Бунарот за вода ни е едноставен пример каде што се користи макарата. Со вртење на рачката се врти цилиндричното тело и јажето, или во овој случај синџирот, се намотува околу него, со што кофата се подигнува нагоре или се спушта надолу. Осовина. Осовината служи за пренос на кружно движење и сила. Пример за осовина имаме кај тркалата на возот, велосипедот и другите превозни средства. Коса рамнина. Косата рамнина е површина по која може да подигнеме тежок предмет од една на друга висина, со вложување на помал напор. На сликите имаме пример за коса рамнина по која на лесен начин се венесуваат одредени предмети или машини во возилата. Ремен и ременици. Овој пренос се состои од две или повеќе ременични тркала, заеднички поврзани со ремен. Надворешната енергија која го придвижува механизмот се вика погонска сила. Таа сила дејства врз едното тркало и затоа тоа се нарекува погонско тркало. Погонското тркало
преку ременот ги движи сите други останати тркала кои се нарекуваат движени или работни тркала. Ременот и ремениците наоѓаат примена кај машината за перење алишта, кај автомобилите, кај кружните пили и многу други машини. Запчест механизам. Запчестите механизми се состојат од најмалку еден запчест пар. Силата се пренесува од едното, погонското, запчесто тркало на другото, работно тркало. Кај овие механизми, запчестите тркала се меѓусебно поврзани. Ваков механизам може да сретнеме кај менувачот на брзини во автомобилот, кај часовниците, кај различни детски играчки и кај многу други конструкции. Пренос со синџир. Повеќето од нас возиме велосипед и знаеме дека за да се придвижи ја користиме нашата сопствена сила. Нашата сила преку педалите, запчаниците и синџирот се пренесува на тркалата и велосипедот од велосипедот и на тој начин се превезуваме од едно на друго место. Во оваа ситуација погонскиот запченик е поголем, а погонетиот помал, што значи при едно вртење на погонскиот запченик, погонетиот ќе се сврти онолку пати колку што е помал од погонскиот. Например, ако погонетиот е 4 пати помал од погонскиот, тогаш за еден круг на погонскиот запченик погонетиот ќе се сврти 4 пати. А силата што ќе ја применуваме врз педалите ќе биде поголема. На оваа слика погонскиот запченик е помал, а погонетиот поголем. Во овој случај, ако погонскиот запченик се сврти 4 пати, погонетиот запченик ќе се сврти само еднаш. И силата која што ќе ја примениме врз педалите ќе биде многу помала за разлика од претходно. Ви благодарам на вниманието.